Вкупно 409 милиони евра потрошила државата лани за образованието, вклучувајќи ги основните, средните училишта и универзитетите, заплати на наставниот кадар и други административни трошоци за вработените во овој сектор, како и за капитални инфраструктурни инвестиции. Ако се спореди со 2010 година, буџетот за образование е зголемен речиси за третина, но како удел во бруто домашниот производ, државата од година во година одвојува се помалку пари за развој на образованието. Ако во 2010 година 4,5% од БДП се одвојувале за образование, лани овој удел паднал на 3,8%. Со споредба, европскиот просек е 5,2% од бруто домашниот производ. Ако се спореди со земјите од регионот пак, Северна Македонија троши повеќе пари за образование отколку другите, но сепак индикаторите за квалитетот на образованието кај нас се под регионалниот просек. Зошто е тоа така, разговаравме со извршниот директор на Институтот за економски истражувања и политики Finance Think Благица Петрески. Имаме недоволна ефикасност во трошењето на јавните средства во делот на образованието, меѓутоа исто така, доколку забележиме од структурна компонента како се трошени овие средства, ќе забележиме дека најголем дел на средствата се трошени во плати, што не е и за изненадување затоа што тука имаме образовен кадар, но многу малку е застапена компонентата на инвестиции во образованието, кои што значат изградба на нови училишни згради, изградба на нови градинки потенцијално, меѓутоа исто така и инвестиции во надгледни материјали, кои што треба да го подигнат квалитетот на образованието. Петрески вели дека и домашните и странските инвеститори во земјава се соочуваат со проблем да најдат соодветни кадри на пазарот на труд, бидејќи има голем јас меѓу понудата на квалификации и вештини со кои што излегуваат учениците и студентите од образовните институции и поверувачката од страна на компаниите. Но истражувањата покажале дека дури и дипломите не се гаранција дека вештините и квалификациите што били изучувани се навистина стекнати. Еден од клучните недостатоци кај образовниот систем е тоа што дипломата која што треба да гарантира одредени вештини и квалификации има неусогласување со она што младите кадри ги поседуваат тие вештини и квалификации. Зошто ова се случува може да се лоцира на две главни причини. Првата причина е тоа што не секогаш материјалите кои што се предаваат и оние силабуси кои што треба да служат како подлога за едукација на младите кадри се во согласно со најновите трендови кои што се во таа област и второ постои недостаток на пракса, меѓутоа пракса во правилна смисла на зборот, а не само пракса која што знаеме дека често се случува како проформа пракса. За да се подобри квалитетот на образовниот систем, главниот економист на Институтот Finance Think Благица Петрески вели дека се потребни повеќе реформи. Најпрво мора да биде фокусот повеќе на вештини и фокусот на квалитет, а многу помалку на квантитет во образованието. Во изминатите години имавме интензивен тренд на зголемување на квантитетот, меѓутоа паралелно имаше деградација на квалитетот. Овој тренд треба да запре и треба фокусот да биде насочен кон продуцирање на млади кои што ќе имаат вградени вештини во своите дипломи или не неопходно потребни се дипломи, потребни се вештини. Два типа на мерки се потребни. Потребни се долгорочни мерки, каде што ќе имаме целосна реконструкција на образовниот систем и фокусот на квалитет, меѓутоа исто така потребни ни се интервентни мерки, мерки кои што веднаш во следните 3 до 5 години ќе треба да продуцираат кадри кои треба да ги задоволат потребите на бизнис секторот. Во оваа насока еден од начините е дуалното образование. Што подразбира дуалното образование? Тоа подразбира соработка помеѓу средните училишта со компаниите кои што се од тој регион, интензивна соработка каде што од една страна вработените во компаниите ќе држат предавања на тие млади потенцијални работници, а од друга страна ќе ги отворат вратите за реална пракса во нивните компании. Комбинацијата од учење во клупа и пракса во компанија, или така нареченото дуално стручно образование, како пилот проект во неколку средни училишта во Охрид и Кавадарци, се применува веќе 2 години. За тоа како се спроведува овој проект, разговаравме со Дејан Чуповски од делегацијата на германското стопанство во Македонија, кој што е проектен менаџер за дуално стручно образование. Тоа е модел каде што образовните процеси се одвиваат на две места. Едно е училиштето, кое што во прв ред е задолжено за
посредување на теоретските знаења, а второто место на учење е компанијата која што е задолжена за посредување или спроведување на практичната обука. Во Германија таа практична обука во компанија изнесува дури до 70% од вкупниот удел. Тоа не е наша цел да го пресликаме системот 1:1 во Македонија, бидејќи не е ни можно, меѓутоа целта ни е да ги спроведеме тие системски елементи и да ги прилагодиме на македонските услови. За една компанија да може да учествува во нашата програма, треба да ги исполни нашите германски стандарди. Тоа е да има просторија за обука, многу важно е да имаат обучен ментор кој што ќе спроведува таа обука на учениците. Менторите ги сертифицираме ние според германски стандарди и можеби најважниот предуслов да се учествува во програмата е по завршувањето на образованието, компанијата да им понуди и директно вработување на младите. Чуповски вели дека од оваа година програмата ќе се прошири и во средни училишта и компании во Велес, Битола и Прилеп, а освен странски инвеститори, интерес покажале и домашни фирми. Според него, овој модел на образование ќе донесе повеќе придобивки во земјава. Очекуваме младите да се стекнат со знаења и вештини кои што се потребни на пазарот на трудот, бидејќи компаниите често се жалат дека откако ќе завршат младите одреден образовен процес, дали е тоа средно училиште или факултет, ги немаат вештините кои што стојат во дипломата дека ги поседуваат, а од друга страна сакаме да има директно вработување, тоест тоа е и целта на програмата. Една компанија која што 3 години ќе спроведува практична обука, секако има за интерес тие млади луѓе да останат потоа во компанијата, бидејќи за компанијата тоа е инвестиција. Дека пазарот на работна сила најмногу ќе бара стручни кадри со средно образование, покажува и последната анкета на Агенцијата за вработување, според која дури за половина од новите отворени работни места ќе се бараат вакви профили на работници.